Нова работна недела и нова црвена линија. Добар ден, драги мои. Знаете дека што ме гледате мене, тоа значи дека ќе имаме повторно тема за вас, во која што исклучително сакаме да ви има во поголем број. А за да ви има, еве на самиот почеток, завртете го добро телефонскиот број 023076677. Зашто ќе зборуваме во овој понеделник? На денешната собраниска седница на дневен ред се и измените за Законот за здруженија и фондации, за користењето на имињата од историјата. Во Бугарија медиумите пренесуваат дека во Северна Македонија се носи закон за забрана на бугарски здруженија. Во Лешочкиот манастир Кирил Печиновик се прогласи за светец, но на Википедија стана бугарин. Ке се најде ли барем една заедничка тема со бугарите? Тоа е оно што ве прашува денес Црвена линија. Секако заследете и на социјалните мрежи. Не заборавајте Црвена линија Facebook, Црвена линија Twitter и секако Црвена линија Instagram. Доколку одите на Instagram и не заследите, ако не сте го направиле тоа, направете го, на стори кликнете и ќе не видите во ваков формат. Тоа значи дека имаме ново анкетно прашање во кое што очекуваме да го дадете вашиот одговор. А денес прашуваме дали политичарите ја злоупотребуваат историјата. Одговарате со да или не, а резултатите како секогаш ќе ги објавиме таму никаде по рекламите. Се разбира секој некој што ќе се вклучи денес на 023076677 на денешната тема. Прво што ќе го прашаме дали имате роднини во Бугарија. Како и да е, темата е таа, не заборавајте, денес очекувам да ви има во поголем број, нема да заборавиме да ги вклучиме, се разбира, и сите оние кои што твита на она што не засега денес, а секако во продолжение одиме и со прилогот на Далиборка со цел добро да се загрееме, информираме, а потоа да преминеме на дискусијата со вас. Јавно дистанцирање од континуитетот со партијата, чиј председател во еден период е Иванчо Михајлов, ке бараат социјалдемократите од ВМРО ДПМН со новиот предлог закон за дополнување на законот за партии, што беше поднесен денеска во последен момент. Во предлогот не се наведени имиња, но се предлага промена на 4 члена, со кои се предвидуваат насоки за статутот и действувањето на партиите, како и за символите. Името и ознаките на политичката партија не смеат да содржат символи, зборови, кратенки кои предизвикуваат расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстерминација, ширење или поддршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх. Социјалдемократите, но и премиерот во неколку наврати обвинуваат дека ВМРО ДПМН се наследници на Ванчо Михајлов и дека тој континуитет им стои во статутот. Се повикуваат на одредбата во која стои дека актуелниот статут е усвоен на 17-тиот конгрес на партијата, одржан во 2021 година, земајќи ги предвид сите конгреси на ВМРО одржани во 20-тиот век, а не од незиното формирање со додавката ДПМН во 1990 година. Но од опозицијската партија велат дека подкрепа на тврдењето за континуитет со Михајлов нема во ниту еден член од нивниот статут од над 80 членови на над 20 страници. Тврдат дека ќе дадат поддршка за законот на СДСМ и се надеваат дека ќе биде изгласан и нивниот закон за здруженија и фондации. Ќе има и предлог измени на дополни на законот за политички партии, во кој што апсолутно ископиран текстот кој што беше даден во предлог законот за здруженија и фондации и апсолутно дословно истиот текст е ставен во ова предлог законско решение. За восхитување тоа што решија да се оградат од одредени структури и организации нивно делување во оваа држава и ете и преку закон да делуваат, иако е од значителен факт тоа што Министерството за правда до сега не реагираше по ниеден основ. Со законот за здруженија и фондации треба да се спречи контроверзни имиња да бидат имиња на здруженија на граѓани. Драги мои, време е за вас, а сега и ќе го вклучиме првиот гледаш за денес. Добар ден. Ајде, добар ти ден. Секој е добро. Па Иве, прво прашање, имате ли роднини во Бугарија? Тоа Црвена линија прашува. Сум бил 2 пута на море у Приморско, да не ти кажем. Да не ти кажем како сум поминал во Приморско. Ама знаеш кое време, тој кој беше чорапогашти, дънки, дъвки и такви работи, отидов со 2000 марки и со $50 си закупив, отидов малу до Турција, до пазари,
шминки, вакви и такви, се ги испродадов тамо на плажа, на ово, на она. И да видите, остај тоа све што купив и што пројдов, со прошол као развис, не разбираш? И кој дојдов дома, и со пари дојдов. Не можев тие лјавој, тој дeva 120 лева плата, а ја со марки и со тоа, кој ги, па некој тамо од тие домашните вика мене, сакам касетофон да ми купиш за кола. Дали е тоа периодот кога може би имавме најмногу заеднички теми со Бугарија? За кое време зборуваме сега? Еве за тоа кога никогаш сте оделе таму. Дали сметате дека се уште имаме заеднички теми со Бугарија по сите овие провокации кои што ни се случуваат, како и последната дека Кирил Печиновик на Википедија пишан бугарин? Сега вака ја ќе ти кажем. Во секоја држава во Европа имате позиција, опозиција, екстремисти, левици и десници. Сега кој ми кажувате мене за Бугарија? Ова е власт. Нема врска со Бугарија. Ти благодарам многу, ако разбираш нешто. Благодарам, секако разбираме што ни кажавте, уште поважно е дека треба да ве разберат сите оние кои што ја следат Црвена линија. Благодарам многу што земавте учество и се вклучивте и го пробивте мразот. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Се надевам намален е тонот на ТВ приемникот и... Добар ден. Добар ден. Секој добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Имаме ли заеднички теми со Бугарија? Заеднички теми со Бугарија нема да имаме и не треба да имаме, затоа што прво и основно Прво и основно ние со Бугарија сме различен народ, различна нација, затоа не треба да се навраќаме на тие заеднички теми. Секој народ си има своја култура, своја писменост, свој идентитет. Тука бугарите нека си се прават своја историја, своја култура и своја идентитет. Ние сме македонци од речи го не антички, туку од словенските македонци. Нека сватат, а додека бугарите еднаш ви кажав, или пак ќе ви кажам, дојдени се од Татаргистан, од кај реката Волга. Тие се монголско-татарско племе, по вероисповест се муслимани. И тие кога се спојиле со словените, тога станале словени. Затоа денески ова што е на дневен ред во Собранието на Република Северна Македонија, тој закон подхитно да се донеси и тие имиња фашистички на Ванчо Иван Михайлов и на цар Борис III Волков да се отврдат. Ако сакаат културен центар, никој тоа не му забранува, али имињата мора да се отстранат. И тоа треба заеднички став да биде и на позицијата и на опозицијата. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија, секако продолжете да не следите, бидејќи во продолжение ќе имаме вклучување, очекуваме секој од вас кој што има одговор на ова денешно прашање. Прво што прашува Црвена линија, дали имате роднини, може би во Бугарија, се разбира дали политичарите всушност ја злоупотребуваат историјата и дали ќе се најде барем една заедничка тема на која што ќе можеме да најдеме заеднички содржател со бугарите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, ако сум на линија. Да, секој добро, Црвена линија, повелете. Дали сум на линија? Да, повелете. Благодарам. Па вака, прво роднини нема во Бугарија, второ имав љубов некогаш во Бугарија, меѓутоа се тоа замина, било тоа некогаш. Меѓутоа, со бугарите ние никогаш не сме имале добри односи, не може да имаме и нема да имаме. Затоа што тие имаат одредена претензија на нашата територија, не негираат нас како народ, како нација, ја сакаат нашата историја, култура, така да ми се чини дека не можеме да имаме со нив заедничко и не можеме со нив да соработуваме. Но мора да соработуваме затоа што сме комши, што се вика граница е една, значи живот мора да тече, трговијата, економијата мора да работи, значи ние од тој аспект мораме со нив да комуницираме, да преговараме, да разговараме. Но никогаш
за оно што сакаат они, затоа што не пропочитуваат нас. Меѓутоа, оно што сега во собранието треба да се донесе закон, го поддржувам, сум за тоа, да, значи, нема кај нас представништва нивни, кои се со фашистички имиња и кои што фактички го... Внимавајте на тајмерот 90 секунди, за да не ве исклучува автоматски. Благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Ако имаме гледаш, веднаш одиме со гледачот. Добар ден. Кажала, ама имам унуци, имам праунуци. Ако не унуците, праунуците се ми земат. Да бијат бугари или албанци. Како може тоа да се дозволи? Затоа кога разговарам со вас, секогаш сум нервозна, а сега мислев, ај полека ќе зборам, да не бидам нервозна секогаш. Па ово е срамота што се прави, шо влада имаме ние, до кај ќе не донесеме? Само Европска унија, а луѓето ги донесува на просечки стап. Младите избега, старите останавме, зимате Европска унија, старци вре тамо, шо ќе смуни? Па срама ли ќе направат? А имаме ли заеднички теми со Бугарија? Жители починал со во Европска унија. 5 години се тоа, па тоа. Па нека не внесува еднаш како е така. Ама да не внесува Македонија, а не Северна Македонија. Од каде се е Северна Македонија? На грците остав дадовме. Еве, според вас имаме ли заеднички теми со бугарите воопшто? Бугарите земаат дел и сега сакат уште, значи сакат и опашката да го земат. Па ова, до кај се одиме ние со овие глупави наши што не водат? Благодарам многу за јавувањето. Црвената линија ќе потсетам автоматски се вклучува доколку се употреби збор кој што се разбира навредлив, како што беше нели терминот глупави така натаму. Само да ве потсетам, говор на омраза, насилство, навредливи зборови, автоматски се вклучува црвената линија во тој случај. Се можете да кажете апсолутно вашиот став, но се разбира без користење на такви термини. Тоа е се што бараме. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Вие сте во црвена линија. Поздрав до екипата. Поздрав и до вас. Па и имаме ли заедничка тема воопшто со бугарите? Каква заедничка тема? Немаме ништо со бугарите. Тие се друг народ, друго племе сме. Тие се друго и бугари, пријатели, фамилија нема во Бугарија, нити би сакал да има. А прво, нашите функционери кога го донеле законот требале да мислат на тоа дека може да дојде до ова и сега ќе додаваат, ќе одземаат од законот. А дали сметате дека политичарите ја злоупотребуваат историјата? Молим? Дали политичарите според вас ја злоупотребуваат историјата? Политичарите, дел од политичарите ја злоупотребуваат, а нарочно историчарите од Бугарија. Тие нас никогаш не ме третирале како македонци, за времето на бивша Југославија не третирале како срби. Јас сум бил на одмор тамо, од тинејџери до најстарите кажувале дека ние сме срби. Имате се уште време, продолжете ако имате да дадете. Не имам друго што да кажам, друго тоа. Благодарам многу, цениме што се вклучивте во црвена линија. Потсетувам, продолжете да не гледате. А јас сега малку ќе ја префрлам топката на Твитер, бидејќи нашите теми се објавуваат и на Твитер, ќе ве потсетам и на Фејсбук црвена линија, а секако темите ги објавуваме на профилот на телевизија Телма, па ако се чувствувате покомотно, ако ви е подобро, можете секако да коментирате, шернувате и лајкнувате. Ја споделивме нашата тема на Твитер, го имаме и коментарот кој што му припаѓа на Shadow. Праша црвена линија има ли баре една заедничка тема со Бугарија и Shadow одговори има, тоа се бугарки на море. Еве сега ќе видите како изгледа тој коментар. Значи Shadow вели има бугарки на море.
Интересно ка неколку од гледачите спомна како било наназад и дека доста се патувало во Бугарија. Како и да е, еве, сега ќе видиме што ќе каже следниот гледач, дали воопшто имаме некакви заеднички теми ние со Бугарија. Добар ден. Немаме ништо. Ало. Во црвена линија сте, добре ни дојдовте. Да, па дај дозволите да кажеме нешто. Ово што се договара, ово се приватни договори. Ништо друго, приватни договори, пазарување со вај од Муртино да го кажам, што нема човечко чувство, што му кажа Манчевски и вика чудо лаже. Чудовиште лажго. Ово што се пазарува, па треба судото го да земе, да има обврска да пресуде. Како може за нација се разговара, си историја да се разговара. И на Стево Пендалски председател, тој и обврски да брана државата, да града државата, за државни закони, а не они промолчуваат, прават си на сметки некои пари и дават, презадržуваат се државата, сиромаштие се уведува, гладу, значи невработена се уведува, покачување значи на струја, на се што е живо, даноци на храна, на се, на гориво. Каде иде во? Во шо води? Само избори. Неспособна е ова влада и ова треба, што се пазарува, треба да го пресуди народот. Да му пресуди, а и судството треба. А во судство исто и вие негови совети си платени, организирани добро, платени добро и вршат тертура врз партијата и врз народот, врз опозицијата, за така да со сила да не уништат. Значи, во е Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Ќе потсетам за секој следен кој што ќе се вклучи, внимавајте на тајмерот, е 90 секунди. Автоматски се исклучува кога ќе ја достигне бројката од 90 секунди. Ако имаме гледач, веднаш ќе дадам предност на гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам, црвена линија. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Па друг говори, пред мене друг говореше, два псевак, не сум јас на линија, друг говори. Вие сте, повелете. Дали ме слушате? Вие сте во црвена линија, повелете. Да, сега ве слушам, али пред тоа говореше и друг, па за тоа се учпих. Имаме ли заеднички теми со Бугарија воопшто? Заеднички теми имаме, ма зависи од кој дел на Бугарија. Не од цела Бугарија. Пошто не знам, јас и некој друг говори, кој се говори. Не, вие сте слободно, продолжете, ве слушаме. Дали сте се уште на линија? Абе, на линија сам, ама друг говори, јас гледам на телевизија, слушам друг говори, јас не разбирам. Продолжете со вашето излагање, ве слушаме, слободно. Ма дали има на две програми, не дава, друг говори моментално, јас не разбирам ништо. Не, оно што е најважно вака, еве ќе ве подсетиме, за оние кои што прв пат се вклучуваат во ваква програма во црвена линија, задолжително кога ќе го добиете нашиот број, не заборавајте да го намалите тонот на ТВ приемникот, на телевизорот на 0, што значи зборувајте телефонски само преку слушалка. Не се слушајте онака како што оди или на телевизија, бидејќи тоа ќе ве збуни, ќе се случи повторување, ќе имате чувство дека можеби некој пред вас зборува. Ето тоа е единственото важно техничко правило кога станува збор за црвена линија. Како и да е, ние продолжуваме понатаму, ако имаме гледач, ќе вклучам гледач. Да, имаме, драго ми е, добар ден. Се надевам се слушаме, црвена линија. Дали сум Јана? Вие сте во црвена линија, ако може малку погласно ве молам. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Ние имаме заедничка историја со бугарите. И треба во учебниците и во Бугарија и во Македонија да се учат таа заедничка историја, како на пример 12 деца се убиени од бугарите и треба и таму и тука да се учат тоа и зошто ги убили и кој ги убил. Страшо Пинџор е убиен од бугарите и тоа не треба да се избрише од историјата. Треба и во Бугарија да се уче
децата да учат кога го убиле, кој го убил, зошто го убил, зошто го избачуеле. Димче Мирчев, Чиро Крстев и уште многу други се убиени. Зошто били убиени? Тоа треба да се воведе во историјата, не да се пише историја, некоја штура историја, да се пише нешто без веза, туку треба тоа што било, како било, што било, зошто дошле, што барале, кој ги викнал, кој ги истерал од тука. Се тоа треба да се пише и не треба да се забораве. Така да историја имаме заедничка, како не имаме. Многу души се чудат зошто бугарите викат дека имаме историја заедничка. И имаме. Ама каква историја заедничка? Ние не сме бугари, ние сме македонци. И тоа не треба да го пише. Бугарите се во Бугарија. Во Бугарија има македонци. И тие треба да ги пишат во уставот. Таму и да се пише зошто Бугарија го зела тие дел Пиринскиот од Македонија. Зошто, по кој начин, кој ги натерал? Благодарам, цениме тоа што искористивте можноста и вашите 90 секунди да се вклучите во црвена линија. Одиме понатаму, голем интерес, што значи одиме повторно со гледач. Секогаш имате предност. Добар ден. Сакам да одговорам веднаш за заедничка историја. Повелете. Заедничко е само тоа што и таму има македонци, окупирани пред 100 нешто години, и кои, иако се асимилирани, ако им се дозволи да си го кажат својот идентитет, ќе станат македонци. Инаку и јазикот нивни е проблематичен, бидејќи бугарскиот јазик настанал врз основа на јазиците, локалните јазици од Пиринска Македонија. И тоа е проблем кај нив. Ние немаме проблем, ние имаме проблематични политичари. А инаку немаме проблем со идентитетот и немаме проблем со историјата. Премногу е чиста научно докажана. А роднини имаме. Јас, например, немам, а многу луѓе имаат таму роднини. Па нормално, живееле во Пиринска Македонија. Тоа било Македонија. Не со векови, со илјадници години. Ете ви благодарам. И јас ви благодарам што се вклучивте во црвена линија, бевте куси и јасни и секако остана нешто секунди, но секој гледач има свое право и свое време колку му е потребно за да го каже своето мислење. Ќе одиме малку кај Твитер заедницата, нема да ги забораваме ни нив, секако се реагираше последната работа која што ги ја вознемири македонската јавност, дека по прогласувањето на Кирил Печиновик во Лешочкиот манастир за светец на Википедија тој стана бугарин. Па еве Ефо како коментираше на Твитер. Ако Кирил Печиновик бил бугар, зошто досега бугарската црква не го прогласи за светец? Ете, такво прашање постави Ефо на Твитер. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Да видиме дали имаме гледач на 02-307-6677. Добар ден. Јас сум по програма. Да, вие сте, повелете. Ајде поздрав до сите. Се радувам дека вчера присуствував на чинот на канонизација, на прогласување на Свети Кирил Лешочки за наш нов македонски светител. Се радувам дека сум македонец, православен христијанин, како дел од библиски македонски народ, кој пишам во Библија, кој е еден од најстари, најцивилизирани народи кој дарил цивилизација и вера Христова на другите народи. Дај Боже секој така да се чувствува, секој македонец да биде достоен, но некои кои се обезличени, кои немаат чувство за македонштината, кои мразат, се обезличиле, мразат и плукат по се наше македонско, тие ја предават и наша македонска историја. А народ без идентитет, без историја, тој народ е самоуништувачки настроен. Такви се и ови од СДС. Сега, што е историјата? Историјата се наши предци. Ако нив ако се откажиме, фактички имаме право на тапија на наша Македонија, на тапија на наши домови, земја, култура, идентитет, наши светители, наши херои, наши великани, книжевници, поети, писатели, песнопојци. Историја е
без историја народ не постои. Дали политичарите ја злоупотребуваат историјата? Тоа ни е анкетно прашање. Па, мислам дека има... Времето истече, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, а нема секако да пропуштиме и да го поставиме и анкетното прашање, кое што ве подсетувам, ни објавено на Инстаграм, ќе кликнете, секако прво ќе не заследите таму и па ќе кликнете на Инстаграм стори. Прашањето е дали политичарите ја злоупотребуваат историјата. Очекуваме од вас одговори во форма на да или не, а резултатите ќе подсетам, ќе ги објавиме таму никаде по рекламите. На 0230766777 во дискусијата на денешната тема вклучуваме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Секој е добро и вам, црвена линија. Вака се, политичарите се најмногу виновни за ова збрка што се прави во Бугарија. Дали се слушаме? Да, продолжете. За тоа што вие нашите политичари се тоа најмногу виновни, многу пати го гледам на телевизијата еден од Муртино, таму во бугарската телевизија, кажува дека он бил првиот на отварањето на сите бугарски здруженија во Македонија и он ги финансирал. Оти имал роднини, пријатели таму и затоа он бил главниот за отварање на сите бугарски здруженија и културни уметнички таму друштва, како ги нарекуват. Така да се знае кој е виновникот. И требе јавното обвинителство да работи како за ние прислушкувањите разговори што беа монтирани, а без да се гледа кој зборуваат, а воа се гледа аплатува на телевизија кој тоа го кажува, па јас сум тие што ги отварам тие културни уметнички друштва таму, ја ги финансирам, ја имам пријатели, ја на секој отварање одам таму и подхитно Зоран Заев треба да го затвора заради тоа што омраз затвори меѓу народот македонски и бугарски. Сите вие омрази што ги читам коментари на Фейсбук како се вреđат македонци и бугари. Тоа сето го направи Зоран Заев. Имате се уште време, но се активираше црвената линија најверојатно. Ќе подсетам, без имиња, без навредливи зборови, особено без говор на омраза и така натаму. Цениме што се вклучивте во црвена линија, тоа ни се правилата, а од правила нема отстапка, барем не кај нас. Одеме со нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден, се надевам се слушаме. Црвена линија. Добар ден, уште еднаш. Добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е, црвена линија. Повелете. Дали вие нас добро не слушате? Дали се уште ви имаме на линија? Да, добро ве слушам. Вака сега, кога се уште не имате на линија, вака сега, значи, кога можеше една Србија, која беше во 90-тите години срамната со земја, сега е гигант на Балканот, но секоја земја, без оглед дали Македонија или Бугарија или Албанија или Грција или било која, кога престане да се занимава со производство на храна, млеко и млечни производи, таа држава пропаѓа без оглед на се. А кога сме веќе кај промена на имињата, јас би предложил нека се вика Република Тошедонија со химна Иди док си млад, заради тоа што ова веќе е навистина претерано од сите. Ова е 30 години. Според вас имаме ли воопшто заеднички теми со Бугарија? Колку што имаме роднини во Бугарија, според мене заеднички теми во Бугарија имаме многу, но не сме ист народ, далеко е од тоа. Благодарам и вам. 90 секунди искористите се, вклучите во дискусијата, особено ни е драго, продолжете да не гледате. Бидејќи ќе имаме нов гледач, тоа значи ново мислење. Добар ден. Здраво. Здраво, како сме? Се надеваме добро. Така треба и да биде, во црвена линија сте, па да, еве, имате ли роднини во Бугарија?
Видите се, во врска со роднини, ја на времето многу идев по Бугарија као млад. Сега знаете, Зошто многу? се пањам, ама и за многу други активности да у животот да уживам. Така да не знам, може да имам роднини, а да не знам дека имам роднини. Кој колку ме разбра не знам, но што се однесе до бугарите, релациите, значи односите со бугарите, ја да ти кажам искрено, немам никаква замерка према нив. Едино ми е жал, ги жалам што му идат на рука на овој јужниот сосед. Со тој имам замерка. Тој не можам да го поднесам. Значи, јужниот сосед, знаете кој е? Цела ова математика што се прави по овој Балкан овдека, овие заврзлами театар за него. Он се штити оддалеку. И затоа ССК, преку американците таму, бидејќи имат многу јаки лоби групи по Америки, па ССК вакви нации како Бугарија, да речеме, Србија еден период и нив ги ССК, но Србија ја сватија поентата, видоа, усвари кој им е брат и пријател. Така сега овие тука ги сусрет, ама пак преку со посредство на американците. Американците се како едно тело кое само мава удара, знаеш, а нема мозок. Така ги рачунам и мозокот е доле Атина. И он ги тера и бугарите и сите да... Само 90 секунди, тоа е времето. Вие сте редовен гледач, си како знаете, треба да се внимава на тоа за да не се исклучите автоматски. Благодарам многу секако што се вклучивте и во ова издание на Црвена линија. Повторно ќе прочитам уште еден твит, му припаѓа на дете Лошо, па име што вели. И јас се чудам од каде Кирил Печиновик бугар, исто како што се чудам од каде Никола Вапцаров македонец. Одиме понатаму, Българо-Македон вели ексклузивно на денот кога Кирил Печиновик се канонизираше во Светец Софија, го прогласи за бугарин. Еве ги тие реченици кои што бе објавени на Википедија, каде што Кирил Печиновик стана на Википедија бугарин. Токму и тоа е едно нештата што зборуваме денес во Црвена линија. Па еве да видиме што ќе ни одговори следниот гледач, дали ние воопшто имаме некаква заедничка тема со Бугарија. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Има тука сите погранични места, ние секдека имаме. Затоа, кога се делеле границите, кој кај се нашол од Македонија, дали у српска, дали у бугарска, дали у грчка територија, значи ние сегде имаме. А јас роднини, повеќе имам пријатели таму што работат по 20 кусур години, меѓутоа и роднини не знам уште дали се живи. Има роднини, меѓутоа дали се живи не знам. А дека има. Штом граница се дели, еве и со Албанија, ние со сегдека имаме. Секој негдека има приликом делењето. Меѓутоа, бугарите од бугари до бугари, како што има наши, така има и нивни. Целиот народ не е како кај нас и што не е целиот народ, да речам, како ние што сме поделени, таму се поделени, тоа е. Меѓутоа, они тоа нивното руско влијание и живење толку години, они се малку, како да кажам, они одвај чекаа малку да се отворат, да можат мирно да излезат да прошетат. Затоа што никој доаѓа тука на гости, со нив веќито имаше пратилот некој од државата, што не да ги слуша што зборат, како зборат и така натака. Имаш јас прилика тука, татко имаше девојче, доаѓаше и секој пат кога доаѓаше со брат или сама, обавезно имаше пратилот од државата и тој беше цело време со нив и спиеше и шеташе и нон-стоп. Така да они тоа го чека бугарите одвај некако да се отворат, да можат да проживеат, зашто ние како живеевме кој не гледава. Ке подсетам 90 секунди, внимавајте на тајмерот и секако благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Одиме со нов гледач, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам. Слушаме? Да, јас одлично ве слушам, повелете. Добар ден и поздрав до целата екипа на Телма. Благодарам, голем поздрав и за вас секако. Благодарам. Темата ви е добра. Дали ќе се најде една заедничка тема со Бугарија? Нажалост, би требало да има не една повеќе, меѓутоа под еден услов. Кога и целото бугарско општество, значи
и политичарите и народот треба да се излечат од една шизофренија. Она не е ова говор, не може да не прекинувате. Значи, они се зафатени со една шизофренија. Кога ќе се излечат од таа шизофренија, зошто да не? Дали политичарите всушност се злоупотребуваат историјата? Да, едните политичари ја злоупотребуваат за своји интереси, а други не ја знаат историјата наша македонска и треба да ја учат и секогаш кога ќе носат некои одлуки, треба да се консултираат со наши експерти. Затоа што стварно е и парадокс е, ние како народ, македонски народ, имаме скоро преку 2 милиони македонци кои денеска не може да се изјаснат од икс причини. И таа држава, тој јазик што го има, тој е накалемен од нашиот македонски. Значи, благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Повторно ќе се префрлиме на Твитер, ќе издвојам уште еден твит. Припаѓа на профилот на Змија, вели: иако тетовчани го викаат тетоец, лешани го викаат лешачки, а јас знам дека е мој теарчанец, наше, светски, а од утре официјално и светец. Нека е вековит и вечен Свети Кирил Печиновик. Вклучуваме гледаш. Добар ден од Црвена линија. Ало. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Во врска со темата, политичарите ги мешаат работите со Бугарија. Јас мислам дека се тие... Ало? Да, продолжете, на линија сте. Јас мислам дека се тие највиновни за ваквите односи со Бугарија. Инаку, македонскиот и бугарскиот народ, денеска тие се два народи, но најблиски народи на Балканот се македонците и бугарите. Тоа не му одговара на посрбените македонци, кои што се посрбија во србо-комунизмот. Инаку сме два најблиски народи. Тоа да му е јасно. А што се однесува дали имаме роднини, некои родично зборуваат, ние треба да си вардиме нашите македонки во Гевгелискиот крај, каде што се продаваат за драхма и каде што се продаваат во Западна Македонија по ноќните клубови. Таму ние треба да се посветиме. Инаку му советувам на моите македонци многу да не шират омраза према нашиот братски български народ, заради тоа што во Илинденското востание немаше ни еден србин доброволец. 90 секунди е време траењето. Многу пати повтори во текот на ова издание. Знаете, автоматски се исклучува тајмерот, што значи и мораме да ве исклучиме весно. Секако големо благодарам што се јавивте во Црвена линија. Одеме сега со реклами, а потоа со резултати од анкетата. А по рекламите следуваат и резултатите од Инстаграм анкетата објавена на стори на прашањето дали политичарите ја злоупотребуваат историјата. Со да одговорија 91%, а со не одговорија 9%. Сега ве препуштам на програмата на Тилма телевизија. Имајте убаво попладне, јас и вие во нашиот заеднички термин утре во истото време. Довидување и секое добро.